Напливот на пациенти принудно ги трансформираше болниците во ковид центри. Ајде, кашлај. Како што беснееше вирусот, така и македонското јавно здравство се реорганизираше. Чека се. Што да правиме сега? И оние се криви, и он не може да постигне, това е многу народ. За медицинските сестри тоа не е проблем, оди тие се обучени за тие основни параметри, но нормално тамо треба да имате наводници јако срце, да речам, оти гледате пациент на кислород. Еден од најбесните ковид периоди од октомври 2020 до крајот на март 2021 или вкупно 6 месеци е опфатен во анализата на невладиниот Центар за граѓански комуникации, посветен на 28 ковид центри. Се истражувало дали сите пружиле еднаква здравствена услуга на пациентите и како се трошеле јавните пари при набавка на лекови. Во анализираната половина година, 28-те ковид центри примиле околу 20.000 пациенти, од кои починале 3.139 граѓани, или секој шести. Пациентите се задржувале на болничко лекување во просек по 10 дена. Ги лекувале вкупно 822 лекари и 1698 медицински сестри. Речиси 75% од пациентите добиле кислородна поддршка, а просечно се трошеле по 3 маски за кислородна поддршка на секој пациент. Користени се вкупно 158 респираторни машини. Само за набавка на клексанифраксипарин, во анализираните 6 месеци ковид центрите потрошиле вкупно 2,2 милиони евра јавни пари. Нашата интенција беше да фрлиме светлина врз еден голем сет на информации кои се обезбедени од институциите и се разбира дека натаму очекуваме некои други да ги обработуваат и да ги стават во некој друг соодветен контекст. Ако анализата се погледне подетално, например за односот помеѓу хоспитализираните и починатите, наведено е дека на Универзитетската клиника за нефрологија и во градската болница 8 септември во Скопје починал секој трет хоспитализиран пациент, додека на инфективна секој 8, а во Козле секој 30 примен. Во однос на грижата, најмногу лекари по пациент имало на Универзитетската клиника за детски болести во Скопје, по еден лекар на секој тројца пациенти, а најмалку доктори на инфективна, каде според анализата еден лекар се грижал за 103 пациенти. Овие наоди беа провокација за заменик министерот за здравство Владимир Рендевски да даде свое толкување за време на јавната презентација на анализата. И дал едно медицинско толкување на клиниката за нефрологија, таму се пациенти со тешки коморбидитети, знаете, со хемодиализа, така што очекувано е кај нив да има висока смртност. Не значи дека високата смртност на таа клиника покажува дека пациентите не биле добро третирани. А во поглед на она што јас го запишав тој податок од господинот Марко Митерски, кога спомна дека на клиниката за инфективни болести еден лекар на 103 пациенти, мене искрено не ми е како лекар логично, бидејќи ја познавам добро инфраструктурата на инфективната клиника. Еве, гледајќи вчерашниот извештај, кој што ги добивам на дневна основа од директорката Стефановиќ, значи таму од прилика има 88-90 пациенти, а не може еден лекар да постои само на клиника, да навистина тој податок, мислам, треба и да го проверите. Му реплицираше авторот на истражувањето. Ние ги добивме податоците од сите ковид центри. Значи, тој податок е доеден кога ќе вкрстите, значи, бројот на пациенти и бројот на ангажиран медицински персонал. Значи, за точноста на податоците одговара материите кои што не ги доставиле. Така да ние само ги имаме вработено. Во опфатениот 6-месечен период, најмногу пациенти примила инфективната клиника во Скопје, дури 3821. Втора е Прилепската болница со 2110 пациенти, а на трето место болницата во Охрид со 1448 пациенти. Најмалку болни од COVID-19 пак примиле клиниката за пластична хирургија 58 и детска клиника 60. Дебар пак е на врвот по болнички денови, каде просечниот период на хоспитализација 77 дена, додека на инфективна само 5. Најброен медицински персонал имала градската општа болница 8 септември 672 лица, а најмал болницата во Кичево само 19 луѓе. Клиниката за травматологија потрошила најмногу кислород 1428 килограми по пациент,
а Струмичката болница најмалку, околу 5 килограми. Респиратори најмногу користела клиниката за очни болести, 50, а најмалку болницата во Штип, само 1. Анализирано е и користењето на два лека, Клексан и Фраксипарин. Најмногу ампули од овие два лека потрошиле во 8 септември, во просек по дури 56 парчиња на пациент, а најмалку во Прилеп 0,7 ампули по човек. Ова се дел од 10 индикатори во истражувањето, според кои е направено рангирање на 28-те ковид центри ширум земјава. Според сите параметри на купче, во анализата се констатира дека само 5 центри овозможиле високо ниво на здравствени услуги, и тоа 8 септември, клиниката за пластична хирургија, Козле, травматологија и клиниката за детски болести. Инфективната клиника е рангирана на средно ниво, а на дното е Струмичката болница. Логично е дека клиниката за детски болести или институтот Козле ќе имаат најмала стапка на смртност со оглед на тоа што таму се примаат деца кои што имаат најмалку коморбидитети и реално и смртноста кај децата е најмала. 3800 и нешто е бројот на пациенти во клиниката за инфективни болести, додека клиниката за пластична хирургија беше многу кратко, јас чинам ковид центар и со тоа и бројката како што ја рефериравте само 58 пациенти. Реално имам забелешка што не може една било која клиника, односно здравствена институција која што хоспитализирала само 58 пациенти врз база на толку мала бројка да се рангира како втора, како трета, додека реално има клиники кои што целиот товар го поднеле на нивни грб да се послабо рангирани. Мислам, бројките кажуваат така, ова е само една интерпретација во статистичкото толкување. Има 10 различни индикатори кои што кога ќе ги вкрстите сепак се добива некоја представа за тоа каков бил третманот на пациентите. Можеби кога ќе издвоите еден конкретен индикатор може да не ви е најверодостојно, не знам, согласно со вашето субјективно мислење, меѓутоа согласно методологијата како што работиме, бараме податоци од самите институции, значи тие со официјални дописи подпишани од нивните раководни луѓе ни ги доставиле тие податоци, ние според методологијата сме ги обработиле и тие го покажуваат ова, ја даваат оваа слика. Вториот дел на истражувањето се однесува на набавките на лековите Клексан и Фраксипарин, и тоа од март 2020 до крајот на март 2021, за што се потрошиле вкупно 2,2 милиони евра. 95% од спроведените набавки биле со отворени постапки, додека 5% без објавување оглас. Клексанот е набавуван по еднаква цена во сите ковид центри и сите го купиле од фирмата Medex Farm Doel од Скопје. Од друга страна, надропаринот или Фраксипарин е купуван од две фирми, Phoenix Pharma Doel и Македонија Лек. За него, ковид центрите плаќале различни цени за единечно пакување. Значи, постојат разлика во пакувањето од 0,3 од 74 до 131 денар со ДДВ, пакувањето од 0,4 од 101 до 175 денари и за 0,6 од 151 до 223 денари. На прашање на 360 степени зошто ковид центрите набавувале ист лек по различна цена, Рендевски одговори дека тоа треба да се провери. Јас се согласувам дека било кој лек или набавка не треба да има голема разлика во набавната цена. Ако е од истиот практично лек, логично е да нема некоја голема разлика. Единствено ако нема некоја голема разлика во количините, така што сепак сметам дека на тоа прашање овластените ревизорски извештаи институции тоа треба да го проверат. И покрај подобрената епидемиолошка состојба во моментов, ќе останат отворени прашањата дали соодветно се одговори на здравствената криза и дали сите добија еднаков болнички третман. Второ, но не помалку важно прашање е и дали имаше воени профитери. Во однос на разликите во цените кои ги констатираме, се разбира дека очекувам надлежните институции како што е Државната комисија за спречување на корупцијата, обвинителството и слично да поведат исто така и да фрлат светлина на овој аспект од констатираните проблеми и секако можеби да лоцира некаква и кривична одговорност за тоа дека некој можеби ја злоупотребил ковид кризата за да оствари незаконски финансиски интерес.